Италијаните за ефтини пари за Великден ќе уживаат во нашето јагне. Сточарите и оваа година ќе бројат загуби и ќе подголтнуваат кнедли од незадоволство. Причина за ова е ниската откупна цена по која се принудени јагнињата да им ги дадат на откупувачите. Па цената е 140 динара моментално сега. 140 динара моментално. Синоќа ми се ова, 140 динара ми дава. Јас стоат моите 300 јагниња, сите стоат. Колку беше претходно? Па претходно е бивало и до 180 до 200 динара се довеѓале. А сега овие 4-5 години е назад. Толку, 140 динара и толку. Со оваа цена не може да се покријат ниту трошоците. Имам дадено 15.000 евра само за храна, за овие 400 овци. За храна и за овчар. И пак храна немам, више при крај сам со храната, чекам да продавам јагнија, оваа утека на оваа недела ќе ги товарам. Што е цена, тоа е, реалноста е таа. И ќе гледам да земам барем јачмен сега. Дека побрзо, должни сме за концентрат, должни сме за јачмен што сме земале, мора да ги даеш. Што вакцинират докторите, задолжителни, незадолжителни, и тамо треба да се расчистат. Сите сме така, не е само јас. Сите сточари се така. Болно е ово прашање за овчарството, е посебно болно. Токму и поради ова, бројот на овци во овој дел од државата е во постојан пат. Трлата со по 50-60 овци одамна се затворија, а секоја година на пасиштата има се помалку ситен добиток. За 10 години бројот на овци во источниот регион се намалил од 140.327 на 126.603 грла добиток или за 13.724. Тоа значи дека годишно регионот губи по 1372 грла. Многу е лоша работа. За овчарството за 2-3 години може и 5. Ако не се преземе мерка, овчарството ќе ги гледаме само на телевизија. Овци, по Австралија, по тие земји, по јаките земји. А кај нас у Македонија нема да има више стока. Инаку овчарството е трето поред во извозот на земјоделските прехранбени производи во нашава земја. Годишно во просек се продаваат скоро 2500 тони јагнешко и овчо месо во вредност од 13 милиони евра. Ако овој тренд на празнење на трлата продолжи, ова може за кратко време да се смени на лошо.